Општина Битола најавува големи вложувања во спортот и спортската инфраструктура. Во моментов интензивно се врши реконструкција на спортската сала Младост, во која ќе бидат вложени на 400.000 евра. На фудбалскиот стадион под Тумбекафе пак веќе се извршува големиот запад на северната трибина, што ќе чини околу 5,5 милиони евра. Најтешката обврска е северната трибина, која што ја градиме, која што подразбира сооблекувални за играчите, сите услови по европски стандарди, така е. Значи, да има телевизиски кабини, место за судиите, телевизиски преноси за новинарите исто така. Значи, сето тоа е таму и тоа е најтешкиот дел. Ние ќе го совладаме тој дел, сето друго е навистина полесно и тоа може општината во секој момент да го направи. Но мислам дека клучниот момент за изградба или реконструкција на стадион под Тумбекафе секако е северната трибина, која што е најголемиот залак и кој што бараше навистина многу време за да се подготвиме. Наскоро во комплексот Златен рид на просторот на некогашната касарна, покрај стамбените и деловните објекти, треба да почне изградба и на нов голем спортски комплекс, што ќе чини 13,5 милиони евра. Имаме можност да прифатиме еден голем спортски комплекс, кој што ќе се однесува исто така на две големи сали. Значи една спортска сала, значи поголема спортска сала, која што во себе ќе содржи и помала спортска сала, и еден друг објект со две нови сали. Едната сала би била за гимнастика и другата за боречки вештини и се разбира, третиот објект би бил покриениот базен кој што толку долго го очекуваме, за кој што дефинитивно и конечно во општина Битола се создадува услови за реализација и на овој проект. Што значи во тој спортски комплекс исто така владата ќе не поддржи за еден голем паркинг простор, кој што ќе ги поддржи овие големи три објекти. За дополнување на спортскиот амбиент во Битола, општината заедно со владата на Република Македонија ќе вложи над 1 милион евра за спортските клубови, како и повеќе милиони евра во изградбата на спортската инфраструктура.